Добре дојдовте во првото издание на Се за деца, единствениот телевизиски формат на МТВ1 посветен на најмладите и нивните родители. Тука отворено зборуваме за прашања што секој родител ги има, за радостите, но и за предизвиците на родителството. Денес подготвивме неколку интересни теми и разговори со гости кои од лично и стручно искуство ќе не стават во чевлите на родителите, но и на нивните најмили. Се повеќе деца денес се соочуваат со проблеми со држењето на телото. Неправилно седење, тежок ранец, малку движење и резултатот често е искривување на рбетот. Како да се препознае и спречи искривувањето на рбетот кај децата, кога е време за лекарска консултација, кои се начините на третман, како физичката активност може да помогне и зошто е клучно проблемот да се открие навреме. Зборуваме со нашиот денешен соговорник, доктор Маја Каличанин-Марковска, специјалист по ортопедија. Таа ќе ни каже повеќе за здравиот раст, правилното држење и грижата за рбетот уште од најрана возраст. Искривување на рбетот, тема што засега се поголем број деца и бара внимание и грижа. Рбетот ја носи целата тежина на телото. Дознаваме како да го чуваме исправен и здрав и на што да обрнеме внимание за правилен развој и држење. Во предпубертетскиот период и првите 2 години од пубертет, кога имаме нагол раст во висина, а децата не се доволно физички активни, тогаш, повеќе се пред екрани, телевизор, телефон, имаат прекомерна тежина, повеќе се заинтересирани дома да останат отколку надвор да бидат со децата или додатна активности. Во тој период имаме брз раст, и ако немаме доволно физичка активност, подсетување за правилно држење и така натаму, тогаш доаѓа најчесто до искривување на рб. Постојат повеќе симптоми кои би можеле да се увидат, што укажуваат на можни искривувања, а клучно е родителите да ги забележат на време. Родителите ќе забележат дека детето или постојано е во некоја свиткана позиција и многу често доаѓаат заради тоа, што не значи на почетокот дека имаме вистинско искривување. Може и најчесто се работи само за позиционо искривување, односно лошо држење. Кифотичен став, сколиотичен став или држи едното рамо повисоко во однос на другото постојано, и тогаш треба да се направи и преглед кај детето за да установиме дали навистина има нешто или е некаква предфаза кај што и најмногу можеме да сработиме и да помогнеме. Долгочасовното неправилно седење во училишните клупи и пред малите екрани, а и тешкиот ранец дополнително влијаат на оптеретување на детскиот рбетен столб. Да ги опоменуваат постојано за правилно држење, да работното биро и столче им се со соодветна висина, аголот од подколеница кон надколеница треба да е под 90 степени, исто така надколеница со телото, под 90, за да може и висината да биде прилагодена, детето да не биде пресвиткано, да не му биде превисоко. Тоа е едната работа. Друго, обавезно некаква спортска активност. Најдобро е да бидат тоа први за малите деца, е подобро да бидат некои базични спортови. Гимнастика, балет, корективна гимнастика, моторни вежби, велосипед, па и трчање надвор со децата. Потоа доаѓаат оние, велиме, второстепени спортови. Кај што имаме реквизит, одбојка, фудбал, ракомет, кошарка и така натаму. Тие мора први моториката основна да ја совладаат и балансот, па после тоа да се надоградуваме. Добро би било ранецот да е сепак со соодветна големина, да се носи на двете раменца, да бидат исто подесени, не да биде само на едното рамо. Тешките книги да дојдат кон грбчето, полесните да одат кон позади. Другиот ранец е ранецот на влечење. Тој е полесен за децата, навистина на тркалцата превземаат голем дел од тежината, но ако е многу тежок и ако детето треба по скали, симни се, качи се, влечи по нерамен терен, ако постојано на една страна влече, едноставно таа страна од телото повеќе работи, детето добива навика цело време, дури може да се пожали и на болка. Родителите мораат да внимаваат на држењето на децата кога ги гледаат во својот дом и да реагираат кога ќе забележат неправилен став. А најдоброто нешто што може да им го овозможат е спортска физичка активност. Санирањето на искривувањата на рбетот кога веќе еднаш ќе се случат не е баш лесно,
а третманот е долготраен, иако постојат различни решенија. Па не е баш лесно. Затоа што бара, значи тоа што се случило веќе, значи бара понатаму долготраен третман од повеќе години најчесто. Бара физичка активност, бара физикална терапија, некогаш бара носење на помагало. Тоа може да биде од едноставно помагало, еластично, кое ќе се носи по неколку часа во денот, меѓутоа може да бидат и корсети. Па корсети имаме еластични со фишбени, еластични со метални шипчиња, па имаме пластични корсети кои навистина воопшто не се лесни за носење. Да, ја обезбедуваат корекцијата, меѓутоа тоа бара долгочасовно носење и практично на детето му е тешко на почетокот, бара голема упорност и од страна на детето и од страна на родителите. Освен тоа, значи, тие корсети, освен што се носат, треба и физичка активност, треба мускулот да зајакне, значи требаме активно движење. Тука е уште поголемиот проблем, затоа што тоа не е еден ден, тоа е цела година, тоа се година, 2, 3, кај што треба постојано да се има некаква физичка активност или физикална терапија. И на децата тоа многу брзо им досадува. Или треба некој постојано да ги носи, значи некаде каде што ќе вежбат, или родителот треба да си земе обврска заедно со него да вежба. И тоа во ова лудо темпо на живење воопшто не е лесно. Напротив, значи бара голема жртва и залог од страна на родителите. За нашиот следен прилог го имаме Стефан Поповски, тренер во фудбалскиот клуб Форца. Ќе ни каже повеќе за љубовта кон фудбалот од најрана возраст, како се гради спортски дух кај најмладите и кои се предизвиците и радостите кога работиш со млади фудбалски таленти. Следува приказна за тимска игра, дисциплина и идни шампиони, која можеби ќе помогне токму фудбалот да го изберете за иден ваш и спорт на вашето дете. Фудбалот не е само игра, тоа е начин на живот. Во разговор со тренер дознаваме што стои зад успехот на теренот и како се гради спортскиот карактер. Училиштето и фудбалот за заедничка ја имаат социализацијата. Затоа е првата училишна година најдобра за отпочнување со овој спорт. Најдобро е дете да започне со тренирање кој ќе почне со својата првата школска година, зашто таму децата се учат на колективно, да знаат како да делат, поише концентрација ги држи. Обично најубаво да почнат кога ќе добијат најголема концентрација. Да издржат саат време дечињата на тренинг. На најмладите не е секогаш најлесно да се објасни што значи тимска игра и координација со екипата. Но тренерите секогаш имаат свој метод. На почеток дека се мали почињаме преку детски игри, офрлуваме пополека со топка, со рака подавање, со нога, што поише дали едно, две деца, три деца ќе офрлуваме пополека и така стигаме до што поголем број. Понекогаш забораваме дека децата сепак се само деца и ги форсираме на повеќе од што можат. Но постои препорачено темпо на тренинг на неделно ниво, според кое спортот за детето ќе биде забава и уживање, а не мачење. Па најубаво на оваа возраст од 2 до 3 пати неделно да биде, за да нема преголемо преоптерување, да не бидат презаситени од нешто, па да им на крај да им стане досадно. И така најубаво е што да не бидат толку често на почеток. Талентот не секогаш мора да е клучен. Тој се тренира и развива. И иако почнуваат со различни предиспозиции, младите фудбалери на крајот се една конкурентна средина. Па на почеток може за талент да кажеме да се да има разлика од физичката способност, некој да е побрзо, појако. Моториката по моторика најмногу се познава, а со тренирање секој се стануваат еднакви една со друга. Техника, тактика, физичка подготвеност. Сето тоа се доработува и моделира кај секое дете поединечно. Цело време работиме со топка, да се запозна што поише со топката, за својата техника да биде подобра. Тактиката е на крај, кога ќе видиме физичката кој колку има кога ќе дојде, понатака ние спроведуваме техниката и средуваме кај секој дете. Поразот е неизбежен дел од играта. Тој мора да се преживее и од него да се извлечат сите најважни лекции за воиднина. Децата
најмногу да учат од поразот кој ќе видиме. Зашто ако се научат само на победа не е добро, што после тоа на секој пораз може и кој што викате желбата да изгубат. Секој пораз се носи своje позитивни работи. Спортските повреди се несакан, но можен дел од секоја игра. За среќа на оваа возраст не се толку чести. Па кај младите дечиња нема толку многу спортски повреди. Да се. И гледаме да биде на што помал број да сведеме, зашто да нема многу преоптерен физички напор во малите возрасти. Поддршката е важна алка во сенџирот на добрата игра. И во зависност од нејзината големина, до некаде зависи и мотивираноста на детето. Поддршката секако голема, секој дете мора да има своја поддршка, како и од тренерите, така и од другарчињата и од своите родители, е нормално важно за секој. Очекувањата постојат, но колку што се порив за подобрување, толку носат и своја тежина со себе. Очекувањата секој се најголеми кај родителите. Кај нас е еднакви секој дете да го засака спортот, кога ќе се отиде ние да не им бидеме нивни последен тренер, да продолжат со тој спорт, да се занимаваат, па не мора ни со некој друг спорт да се занимаваат, битно е да спортуваат. Ние сме прваци на Македонија веќе 3 години и уште еднаш сме игравме финале и освоивме второ место. Тренираме фудбал затоа што фудбалот е лов спорт и многу деца сакаат да го тренираат и тоа е тоа. Јас се чувствувам многу убаво кога нашиот тим ќе даде гол и се осеќам многу мотивиран. Имаме денови кога не се доаѓа на тренинзи, но сепак ние за да постигнеме прваци, како што кажа нашиот другар Петар, мораме секојдневно да доаѓаме и да ги исполнуваме нашите тренинзи. Нас најважно на тренинзите ни е да тренираме, да научиме нешто ново. Колку адолесцентите се специфични пациенти и кога треба да се побара стручна помош, а кога се работи за класично тинејџерско однесување. Како подобро да ги разбереме тинејџерите и како родителите да си го улеснат транзитот кон созревањето и себе си, а и ним. Следува разговор со доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Откриваме повеќе за предизвиците на тинејџерските години, емоциите, промените и важноста на психичкото здравје во овој чувствителен период. Кога би се споредиле работата со адолесценти и онаа со помалите деца, тотално се разликуваат, како да се две различни популации. Децата се, да речам, поднели во тој предадолесцентен период, се многу, да речам, повеќе наклонети кон родителите, повеќе, например, кога ќе ви кажат нешто, ги погледнуваат родителите, како да просто бараат потврда од нив. А адолесцентите, кога ќе додат на терапија, се целосно, да речам, своји, и за ниедно прашање или за ниедна тема они и не ни сакаат да разговараат со родителот, да речам, во ординацијата. Така што тоа е една прва и значајна разлика. А во однос на симптомите, секако дека поприлично се разликуваат. Адолесценцијата носи класични развојни предизвици сама по себе. И родителите честопати се во дилема кое однесување е типично, а кое не. Знаете како адолесценцијата е баш една, да речем, транзиторна состојбена криза во семејствата и обично адолесценцијата носи флуктуации во расположение, носи една, како да кажам, една дисфорија кај децата. И знаете како, они се затекнати од таа состојба и не секогаш родителите знаат што е развојно, односно што е очекувано, а што е патологија. И морам да бидам искрена дека најчесто родителите доаѓаат за помош кога децата имаат екстернализирачки образец, кога манифестираат едно, да речем, опозиционално агресивно однесување. А децата кои што немаат никаков симптом, односно како како ние тоа ги нарекуваме во психотерапија бели витези, како ништо, се е супер, на училиште добро повлечена во соба, не излегуваат, тоа просто кога никош родителите да не го препознаваат, а и тоа е патологија. Така што широк е спектарот и треба многу внимателно родителот да разговара, и да колку што може да се труди родителот да биде помалку критички насочен во овој период и да не споредува како било кога тој бил млад, бидејќи ова се сосема различни времиња и она кое што најчесто ги фрустрира адолесцентите и кога родителите побува да им кажат како било кога тие биле млади. Тинејџерска фаза или патологија? На ова прашање најдобра дистинкција секогаш ќе даде стручно лице.
ние сме јако емоционални со децата и не секогаш сме доволно критични да препознаеме што е патологија, што е, да речем, развоен симптом. И заради тоа сме тука ние стручните лица. И ова гласно го кажувам со цел дека детскиот психијатар не значи нели болест, многу често значи консултација и разговор. И често пати ми се случува да нели родителите се загрижени да тоа не е никаква патологија и да ние сосема во еден разговор, буквално во една сеанса да го разрешиме овој проблем. Оно кое што можеби е директен одговор на вашето прашање е кога ќе забележиме дека тие симптоми кои што ги јавува детето ја одземаат, ја крадат неговата функционалност. И кога работи кои што до тогаш биле типични за него почнуваат да станат атипични. Тинеџерството само по себе е тешко и за родителот и за адолесцентот. Сепак на вагата една страна натежнува. Изванредно прашање и морам да бидам искрена дека е потешка за родителите. Адолесцентска криза. Исклучителна состојба која бара грижа, љубов и разбирање од родителот. Би ги советувала родителите да генерираат една поддржувачка средина. Да внимателно го слушаат адолесцентот и да не бидат критички насочени кон него. Бидејќи ако вие реагирате бурно на работите кои што ги кажува вашиот адолесцентот повеќе нема да сака да разговара со вас. И оние компарации што ги напоменав и претходно, јас не правев така како можеш да правиш ти, се некорисни, се нефункционални и стално велам на родителите тие, да речам, пораки, тие реченици кои што ги упатуваат кон нивните адолесценти не им помагаат. Да се прашува адолесцентот како се чувствува, што поминува, дали можеби нешто го загрижува него, дали има нешто кое што некој му прави, бидејќи знаете како и булингот е многу чест во училиштето, особено во оваа доба, и знаете како не секогаш детето е спремно да разговара и не секогаш препознава дека да, ми се случува на мене булинг. И заради тоа родителот мора да е поддржувачки и неосудувачки кон адолесцентот, за да адолесцентот се чувствува спокоен и да може да разговара. Родителската контрола треба и понатаму да биде одржана, а тинеџерот ја сака и својата слобода. Клучно е да се постигне баланс помеѓу овие две потреби. Границите треба да бидат поставени на време. Па знаете како границите и правилата треба многу порано да ги поставуваме во семејствата и обично најголема криза имаат оние семејства кај што нема правила и граници развиено во раниот развоен период. И тука е кризата. Бидејќи семејствата кои што имаат јасно одредени правила и граници, адолесценцијата може да ви донесе малку да се тие граници малку пробиваат и малку да се, да речам, изменуваат. Меѓутоа семејство кои што нема граници правила е под сериозен ризик за време на адолесценцијата. Адолесцентите се третирани како специфична категорија. Постои стигма дека тие одбиваат помош и соработка и дека не е лесно да се донесат до ординацијата на психијатарот. Адолесцентот има проблем додека да стаса тука. Кога ќе стаса тука, јас не сум имала никогаш проблем. Често пати ми доаѓале родители без адолесцентот и да ми речат јас не можам да го донесам него и да нели ми кажуваат што се случува. И внимателно работам со тие родители, ги охрабрувам дека нели на било каков начин треба да дојде адолесцентот и кога адолесцентот ќе се почувствува разбран, бидејќи нели детскиот психијатар е доктор кој што го разбира ова дете, и му помага, адолесцентите се, верувајте, широко отворени за соработка. И тој невропластицитет кој што го имаат младите е изванреден. И за тоа вреди да се работи со млади. Ќе го видиме во поинаква улога од водителската. Отворено ќе не зборува за предизвиците, радостите и лекциите што ги носи родителството на близнаци. Последниот прилог го имаме Марко Новески, или таткото на Вања и Веда, во нивното прво телевизиско гостување со искрен разговор. Изненадување, но и потајно посакување. Првите реакции кога дознаваш дека ќе станеш татко на близнаци може да бидат измешани. Искрено бев делумно изненаден, затоа што потајно само делумно. Не бев скроз изненаден, чао Веда, се отиде. Затоа што потајно се надевав дека ќе имаме близнаци. Не знам, и од моја страна, и од жена ми страна имаме таков ген, па искрено се надевав. Близнаците означуваат двојна радост, но и двојни обврски. Предизвиците во одгледувањето се практични, но и емоционални. Предизвик во секој поглед, значи растете две мали човечни од денес кои што се различни карактери. Прв пат се соочувате со вакво нешто во животот, за мене прв пат, не сум имал претходно други дечиња, нели па да имам какво такво искуство некое. И
цело време е ролер костер од емоции. Не знам како да кажам. Нема да лажам, има и моменти кога стварно знам да се изнервирам, да се напнам. Сега не ги гледаш тоа да не го покажеш пред децата, да не е... Ама го чувствуваш во тебе, заморот го чувствуваш сето тоа. Ама знам дека клише муабетот, ама кога ќе ставиш на вага лошите работи, тоа што го гледаш, што го доживуваш пред сами очи, тоа е растењето на мало човече во здрава личност е неспоредливо. Некогаш родителските правила се меки и се менуваат со само една детска насмевка. Тоа е таа насмевка. Тоа е таа насмевка што сите работи ми ги пореметува. И се уште се малечки, се вадам на тоа, сам пред себе, така се тешам дека се малечки и не ме разбираат толку. Пробувам да комуницирам како со, нели, повозрасен човек, сега не како со возрастен, ама така како со мало човече. Пробувам да објаснам дека не е тоа така, дека не треба така да биде и се надевам дека нели со повторување ќе си влезе во глава, па кога ќе почнат да ме разбираат, едноставно ќе ме разберат. Така не знам што да кажам, ама така ја си верувам. Праксата од како ќе станеш родител менува доста работи што си ги мислел пред тоа. Не верував дека ќе немам време за многу други работи да ги направам што претходно сум ги правел. Ајде оди ти кај сестра ти, ќе ве пратам мака со поглед, па ќе трчам по вас ако треба. Еден пример е тоа, им се љутев, речеме ќе се договориме некаде да се најдеме на кафе или да правиме нешто и наеднаш ќе ми се јави другарот и ќе ми каже брат не можам да дојдам, вака и вака со децата имам проблем и така натаму и така натаму. И знаев често да изреагирам, демек, ајде, претрудат се вадат на децата, не се фер, ако сакаше да дојде, ќе најдеше начин како да дојде и така натаму. И наедна се соочувам со тоа, јас да немам време, со истите тие ситуации и сум во нивна кожа, ми се врати, што се вика. И тоа беше она што не го очекував и што мислев дека претеруваат луѓето, а ете ми се врати како бумеренг, излезе дека не е така, дека стварно една нова голема обврска со која што страшно треба да ги прилагодиш другите работи околу истата. Не можеш таа да прилагодиш околу другите. Родителството носи замор, стварање време и кога го нема, и сето тоа придонесува родителот да се оддалечи од првичното јас, кој е бил пред да дојдат децата. Нема да лажам, еве дури сега се враќам во тој претходниот Марко, наоѓам време да вежбам, почувам да си го менаџирам времето онака како што треба. Претходно не можев. Колку и да сакам беше нешто ново, јас сепак ќе си признам на стари години татко што се нели стар татко, стар родител на 44 години, си го живеев животот на мој начин, нели кога сакам ќе си ги подредам обврските така како што мене ми одговара, ќе договораме те снимање, друг ангажман, како што мене ми одговара се, нели со честни исклучоци. Па потоа ќе дојдам дома, ќе се одморам, па ќе имам нека друга обврска, ќе отидам, ќе завршам. И наеднаш сето тоа го нема. Наеднаш нема време за така за одмарање, да си ги подредам обврските, мене кога ќе ми текна да сите влажни ги извадите сега. Океј? Да не сакаш? И еве дури сега влегувам во ритам. Конечно. Почнав да си вежбам дека 2 години воопшто нема вежбано, тоа ми беше како еден издувен вентил за од секојдневието. И сега повторно почнав тоа да го правам, иако не се приметувам, знам. И тоа е тоа, ќе видим до кога. Да се успеат вањиве, одма ќе ти кажам. Сите кои туку што станале или дознале дека ќе станат родители на близнаци, нека го пречекаат новото искуство со широко отворени раце и срца. Нека се благодарни за тоа што го добиле, влегуваат во едно ново искуство, во еден нов свет, можам слободно да кажам, нека се радуваат, нека не се плашат од предизвиците кои што ќе дојдат, затоа што пак ќе кажам, сите убави работи што се случуваат се многу повеќе од оние кои што тешко, барем на почетокот делуваат. И нека не се плашат од почетокот, напорно ќе биде, потоа ќе си фатат ритам и ќе им биде едно нормално секојдневие. А сега ќе ви најавиме заедничка забава за сите возрасти. Ослободете време за малите сини херои, Штрумфови, затоа што нивното ново анимирано издание е веќе излезено. Во продолжение ќе откриеме што е ново во оваа магична приказна, која ќе ги воодушеви и децата и возрастните. Останете со нас.
Волшебно враќање на малите сини херои. Од долга пауза, малите сини херои се вратија на големото платно, со нов, свеж и визуелно спектакуларен анимиран филм Штрумфови 2025. Премиерата беше во јули годинава и дефинитивно го одбележа ова лето. За разлика од претходните адаптации, овој проект е целосно редизајниран за новата генерација гледачи, но задржувајќи магичната суштина, поради која милиони деца и возрастни широм светот ги засакаа штромфовите. Филмот носи модерна приказна, создадена за новите генерации, но истовремено полна со носталгија за оние што пораснале со овие симпатични ликови. Мирниот и весел живот на штромфовите се менува кога непозната мистична сила ја загрозува иднината на нивното село. За да го спасат својот свет, Велен Штромф, Штромфета и нивните верни пријатели започнуваат опасна и возбудлива мисија. Патувањето ги води низ магични предели, непознати светови и фантастични суштества. Најголемиот предизвик е борбата со моќен нов непријател кој поседува древни сили и има планови да ја уништи рамнотежата меѓу световите. Во текот на авантурата, штромфовите ќе откријат скриени тајни за своето потекло, ќе се соочат со сопствените стравови и ќе научат дека вистинската сила лежи во заедништвото, пријателството и љубовта. Штромфови е создаден со врвна компјутерска анимација и представува едно од најубавите изработени анимирани дела во последните години. Сцените се богати со живописни бои и импресивни пейзажи, кои изгледаат како да се излезени од бајка. Миксот на магични ефекти, фантастични суштества и детално анимирани ликови го прават филмот вистински визуелен спектакл. Камерата е динамична и создава чувство дека си дел од светот на штромфовите, што ќе им се допадне особено на помладите гледачи. Големото изненадување на овој проект е вклучувањето на Ријана во продукција и компонирање на оригиналните песни специјално за филмот. Песните се енергични, заразни и модерни, но сепак ја задржуваат топлината и магичниот тон на светот на штромфовите. Неколку музички сцени се создадени како мини спектакли кои зголемуваат емоционалната тежина на приказната. Музиката е внимателно вклопена и станува еден од најсилните адути на филмот. Филмот пренесува универзални и инспиративни пораки кои го прават совршен избор за семејна забава. Заедништво. Кога сите работиме заедно, можеме да постигнеме се. Пријателство. Вистинските пријатели остануваат до нас и во најтешките моменти. Храброст. Да се соочиш со непознатото е најголемиот предизвик. Самоприфаќање. Разликите не прават посебни и вредни. Децата ќе најдат инспирација и мотивација, додека возрастните ќе уживаат во позитивните пораки и носталгичниот шарм. Со овие прилози денес го завршуваме првото издание на Се за деца. Ви благодариме што бевте со нас и се надеваме дека успеавме да ви дадеме корисни совети и инспирација за родителство. Останете со програмата на МТВ1, а ние се гледаме повторно следната седмица со нови теми и гости. Пријатно!